Речиси неполни 30 на години ја крстара Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Полошкиот регион. Сум бил и во Гостиварскиот и во Тетовскиот. Ми останаа 2-3 села во Гостиварска, 2-3 села во Тетовска регија, меѓу кое и селото Вратница. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селото Вратница. Одлуката падна, така да речам, пред 30 на дена, кога бев по нови документарни записи во општината Старо Нагоричане, каде што во општинската администрација на консултации се сретнав со Љубиша Цветковиќ, дипломиран туризмолог и председател на Сдруженијето на граѓани за рурален развој Михајло Пупин, каде што во неговиот кабинет се запознав со Милорад Цветковиќ, родом од Нишката регија, иселеник во Соединетите Американски држави во градот Детројт, кој неколку децении живее заедно со нашинците во оваа американска метропола, и со Миодраг Милошевиќ, долгогодишен бизнисмен, стопанственик во областа на градежниството, каде што и откако по оној стар обичај си се поздравивме како за добре дојде и се разврзавме со моабетот на долго и на широко, кои сме, што сме, од каде сме, и откако им кажав кој сум, што сум и од кај сум бил и на кај ќе одам, мојот долгогодишен пријател Љубиша Цветковиќ, така да речам на шега ми рече, туку арно што се најдовме овде во Старо Нагоричане, затоа што еве со моите пријатели подолго време се договораме да направиме еден документарен запис за тетовското село Вратница, а неодамна им напомнав за тебе дека заедно можеме тоа да го направиме, да ја исполниме желбата на многобројната македонска колонија, вратничанци кои живеат во Детројт. Преку тој документарен запис, третата генерација вратничанци подблизу да го запознаат родниот крај на нивните родители, дедовци и баби. За мене нема проблем. Кога ќе се договориме, тогаш им реков. Дали можеме тоа да го направиме деновиве, затоа што уште малку ми остана од престојот во Македонија, посебно меѓу моите пријатели од селото Вратница, а преку овој документарен запис, вратничанци да им ги испратат многобројните поздрави до нивните најблиски. Нема проблем, им реков. Речено сторено, што се вели. На сам ден на Крстов ден, во раните утрински сати, како што вели народот, дојдовме во селото Вратница, каде што на сред селото ме пречекаа мештаните од селото, меѓу кои и нашите домајќини, градоначалникот на општината Јегоновце Дарко Бажевски и Живеј Чировски. Окото на секој добронамерник долж регионалниот пат Тетово-Јашинце, наоѓајќи се на потегот меѓу селата Беловишта, Старо село, Орашје и Нераште, не може а да не го забележи селото Вратница, распослано во јужните падини на Шара, во подножието на македонскиот горстар Љуботен, со куќите наредени како монистра на Гердан, чиј бисер е прекрасното здание манастирската црква Свети Константин и Јелена, која од утро до вечер раскошно блескоти под засите на полошкото сонце. Наминав во Вратница, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор,
И вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоценна слика за Вратнича низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите вратничанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Едни од многуте хроничари за селото Вратница, Душан Синадиновски и Стево Томовски, кои во 2018 година решиле дел од нивните уште живи сеќавања, кои им ги раскажувале постарите од детството за Вратница, родени во неа, меѓу роднини, соседи и соселани, во село со традиции и катадневни адети, како оставнина на генерациите во вид на пишан збор, ги раскажаа во монографијата Вратничка енциклопедија, со надеж дека меѓу помладите вратничанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Знаете што Вратница ја живее, ја доживува, ја преживува македонската судбина. Се е помалку народ, за жал. Тоа е така и таа, да не речам црна судбина, над висната над Вратница, не натера со Душко, другари од рано детство, да оставиме трага за Вратница. Трага низ нејзината богата и долга историја што се случувало, за да остане запаметено. Затоа што времењата се чудни, многу променливи, и еден Господ знае утре што ќе биде. Таа судбина не натера да ја напишеме оваа книга. И оваа книга е што е посебно драга што е напишана на вратински дијалект. Инаку, тоа е богатството, дијалектот на јазикот на кој се зборува. Тоа е докажано и во науката, и во историјата. Малку е веќе подзаборавен тој дијалект, меѓутоа, ете, некако успеавме да оваа книга биде на вратински дијалект. Многу ни помогна господинот Живе Кировски и сметам дека е добра книгата. Ми се чини гледачите или читателите што ќе ја прочитаат ќе се сложат со ова. Постоењето на Вратница како населба секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби на подрачјето на селото Вратница, некои околности укажуваат дека просторот на селото бил одамна користен за живеалиште. А за тоа зборува и тоа што при секоја бура што ги зафаќа селото и околината, на дојдените боици вода, собрана од околните ридови во сливот на реката Раќита, на љуботенската падина над селото, носат и оставаат продолжина на селските бразди, бројни примероци на шајки, брутови и фрагменти од различни метални и керамички предмети, патеми скопани од поројните дождови и сливни води. Тоа се секако артефакти од некогашни живеалишни објекти во непосредната околина на селото, денес препрокриени со пластови земја.
пат селото Вратница во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвото црковни појвелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во која селото Вратница припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер, манастирот Свети Јован Крстител, меѓу народот попознат како Бигорскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во Бигорскиот манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за Бигорскиот манастир. Иначе книгата содржи многу податоци за Вратница. Содржи податоци што до сега и не сме ги знаеле, не ги знаеле. Во книгата се дадени имиња на вратничани што се давани од 15 до денеска со потекло. Во книгата се дадени обичаи, адети, клетви, анатеми, настани, легенди. Во книгата се дадени податоци што прв пати сме ги дознале што се случувало во Вратница и што е напишано за Вратница од разни патеписци. Првите податоци за селото Вратница се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Моравце, во која имало 48 куќи, во кои живееле 35 ришенски фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-69 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Вратница се споменува како Моравце и припаѓа на тетовската нахија на вилајатот Калканделен и имало 66 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите христијани. Исто така Вратница се споменува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Скопје, каде што се среќаваат и неколкумина жанечи кои дошле од селото Вратница, тетовската каза, каде што пишува дека во Мустафа Пашан во 1815 година терзински дуќан отворил Јован, синот на Марко. Во Хумберџи Мустафа Бекан, исто така во 1844 година, свој терзински дуќан имал Петре, син на Грујо, кој бил обврзан да плаќа џеза, данок на приход, 1000 гроша годишно. Во Свиларскиот ан, во 1841 година, дуќан од ортомџискиот занајат отворил Ѓуро, син на Јован. Има бројни записи за Вратница. Вратница е према мене, а и сите тоа го потврдува што
првпати ќе дојдат. Преубава населба на 700 метри надморска висина. Тоа е воздушна бања, идеално место за здрав живот. Вратница е населба од широк тип, не е збиена од широк тип, километар со два е. Вратница е, сите куќи во Вратница се со преубави дворови. Цвеќина со ливади, со дворови, со украсени бавчи. За мене Вратница е најубавото место и затоа и тука останав јас. Дека селото Вратница на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патриаршија од 1394 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, како и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Вратница имало 880 македонци, патриаршисти. Според Афанасий Селишчев, во 1929 година селото било центар на општината и имало 131 куќа и 1131 жител, сите македонци. Вратница или вратничаните се опишани како горделив, како мудар, како непокорен народ. Таа богата и долга историја, Вратница и вратничани стално биле напаѓани. Обиди за плескосување, тероризирани, меѓутоа секогаш биле сплотени и секогаш успешно се бранеле. Има бројни податоци, има таа непокорност вратничани го докажале што во далесната, скоро пред 100 години, во 1926 година, добиле судски спор што го воделе против кралевина на Југославија. Од оваа гледна, од денешна гледна точка, добивеш ти во нашава држава за судски спор со држава Дешко. Вратничани го добиле 1926 година. Горделивоста, тврдокорност на вратничани може да се види и од вратничката крвава свадба, случена во 1944 година, кога едно младо момче, само 2 дена пред свадба, кој бил активист во народно-освободителното движење и го помагал шарскиот одред, бил забележан, фотографиран од убацен шпион во шарскиот одред, фатен и на 2 дена пред неговата свадба најсурово убиен. Тоа не е за опишување. Неговата мајка, неговата горда, храбра вратничанка наредува на денот на погребот да се прави свадба. Значи својот син да го испрати во вечниот живот со свадба. На малките, женските малки, им наредува да се облечат во свечено руво. Да припремаат дарови, по кој знае кој пат набавува и сликар, фотографира све тоа и тој трагичен настан, таа трагична судбина, тој погреб го прави и свадба. Карактерот на вратничанецот, на вратничанките се тие горди, непокорни, бесмртни. Во публикацијата Материјали за изучување на Македонија, напишена од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во ова публикација има доста податоци за селото Вратница, во кое се вели:
Вратница се наоѓа на 20 минути пешки одење од Беловишта. Од секогаш било големо и богато село. Земјата е плодна, па кога е родна годината, селаните собираат и по 100 товари жито. Луѓето кои живеат во Вратница се многу вредни и миролюбиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Црквиште. На незината равнина постоела мала манастирска црквичка, која го носи името Свети Дуси, со конаци и со развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието во полог и пошироко. Околу точната локација на манастирот постојат различни претпоставки, исто онака како и околу тоа кога и од кого бил разрушен. Се претпоставува дека манастирот постоел на рамното плато на Свети Дуси околу малата црквичка која денес не постои. Во втората половина на 16. век, тогашниот игумен Варлама, делови од Волковјански оминеј за месец февруари, кој тој го напишал, кое представува црковно дело од извонредна важност за проучување на историјата на македонскиот јазик, писменост и култура ширум Македонија, се пронајдени во Селската црква Света Петка, каде што Варламскиот минеј сведочи за постоење на школа, а таа па говори за потребата за писменост кај ова население. Дека на ова вакавско место некојаш постоел манастир, говори преданието дека овој манастир заедно со манастирот во село Матка кај Скопје ги разрушил некој си Синан Бег, а од азното и материјалот од овдешниот манастир ја изградил Синан Беговата џамија во Скопје, а со азното и материјалот од разрушениот втор манастир ја изградил Синан Беговата џамија во Призрен. Според некои пишени документи за овој крај, а кои се поврзани со Синан Бег, постојат две историски личности по име Синан и во ранг на паши и везери на Отоманското царство, од кои Синан Паша Горнанин бил петкратен голем везир и главен командант на Отоманската армија во војната со Австрија од 1593-1594 година, и Синан Паша Љуманец, која доградил Синан џамијата во Призрен, а двајчата биле потурчени македонци. Втората половина на 17. век за Вратница е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето по задушувањето на Карпашовото востание. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата некогашна Гробијанска црква, манастирската црква Свети Архангел Михаел и на селската црква Света Петка на источниот дел од селото и манастирската црква Савин Камен. Потребата за поорганизиран црковен живот ги наведува мештаните од Вратница во 1845 година да ја обноват селската црква Света Петка. Света Петка е соборниот најголемиот селски храм. Се наоѓа североисточно од селото во горното маало. Изграден е со голема купола на средината. Основата на црквата е крсна во форма на правоаголник. Внатре има мала галерија за хор. Во овој храм се чуваат значајни црковни предмети и книги. Во дворот на црквата се наоѓа и висока камбанарија со голем бакарен звонец и сала за свечени собири. Денес со донации на селото се одржува црквата со придружните објекти. Карактеристично е што храмот се гледа од секој агол во селото, бидејќи е изграден над самото село. Иницијатива за изградба на овој манастир беше покрената од тогашниот владика на Полошко-Комновската епархија, владиката Дедо Кирил, за жал покоен сега. И таа идеја беше
добро прифатена кај нашите вратничани и веднаш се формираше иницијативен одбор кој што се нафати ова идеја да ја реализира. Идејата беше покрената од причина што на ова место, значи местово се вика Честодобија, негде се наоѓа на 800 метри оддалечено од Вратница, уште од време постоеле темели и мала црквичка на самово место. Меѓутоа, низ историјата тие темели биле уништени, местото е израмнето, темелите били уништени и затоа беше прифатена ова иницијатива да се возобнови на некој начин старата црква Свети цар Константин и царица Елена. Режиски одбор, иницијативен одбор беше формиран негде 1999 година и веднаш уште 2000 година се почна активностите за изградба на манастирот. За многу кратко време, на изненадување на сите нас, за многу кратко време, затоа што идејата беше, да кажам, оберучке прифатена од сите жители на Вратница и вратничани што живеат овдека во Вратница и нашите иселеници во Америка. За многу кратко време беа собрани доволно парични средства за да може да почнеме со изградба. И манастирот осветен 2012 година. Со фреско живописот почнаме 2010 година со фреско живописот го работеше академскиот сликар Венко Цветков и зоограф, што има зоографисано повеќе од 20 цркви и манастири низ Македонија и подалеку, и можете сами да видите дека живописот е стварно многу квалитетно изработен и кој да дојде овдека е одушевен од тоа што го гледа. А инаку да споменам дека и иконостасот што е изработен од бел цемент е дело на нашиот академски вајар од Вратница, Славко Јосифовски. И он ни беше на некој начин и стручен консултант во врска со овој дел, значи за изработка на иконостасот, за фреско живописот и така натаму. Дека селото Вратница на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд за селото Вратница го забележал следното. Од најстари времења полошкото село Вратница се наоѓа на денешната локација во долината која ја создава реката Рајчита. Селото со вода за пиење се снабдува од неколку селски бунари и селски чешми. Во непосредна близина на селото се наоѓаат неколку извори, меѓу кои Вучи извор, Врбоец, Главешки извор, Бела нива, Старшеновец, Белошина, Крагулјевска чешма и многу други. Селото Вратница ги има следните топографски селски викани места и тоа: Гологајца, Палигорица, Божова ора, Голина, Риб, Печалиште, Царина, Калуѓери и уште многу други. Селото Вратница е многу старо село. Се верува дека некогашното село Боравце, сместено околу 800 метри северозападно, е претходник на денешното современо село Вратница. Поради притисокот на османлиските власти, жителите на Боравце биле приморани да побараат посигурна област за живеење. Првично се населиле во соседните села во Косово, но на крајот повторно биле приморани да се вратат назад.
По нивното враќање го создале денешното село Вратница заедно со потомците на првичните иселеници. Старински родови во Вратница се Костенчевци, Папуџиовци, Крагулевци, Маскочевци, Дабочевци, Василевци, Чоевци, Мојсичевци, Станисавлевци, Тодоровци, Длабочанци, Мазичевци, Пеовци, Даноќевци, Доброчевци, Големовци, Ивановци и Станимировци. Во подалечното минато, мештаните од селото Вратница учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Исто така Вратница не ја избегнуваат воените дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски и речиси, било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не ви се знае ниту гробнината. Наоѓаме пред споменикот Опедиск Вратница, споменик кој однесува времето од Втората светска војна. Овој реон овдека познат по местото на партизаните, бил сместен шапанискиот одред во кој покрај македонските борци, партизани, биле присутни и партизаните од соседна Србија. Начело тој одред бил Петар Брајевиќ Ѓуро, као командант, а од наша страна многу познати имиња кои покасно се и херои, како Верацева, Димче Беловски и така натаму, да не ги недам. Како последица на присуството на шапанискиот одред, тука се случиле многу настани кои биле на штета на Вратница, во смисол има многу загинати, има многу присилно терани да учествуваат во разни работи и слично. Тука се случила и големата борба во која не би се сетил сега, кога се движела македонската бригада према Србија. Тука се сретнале со остатоците од балистите и остатоците од разни структури на непријателот. По големата борба, многу загинати од страна на непријателот, кои се брои над 70 до 100, тогаш таа бригада се повлекла преко Шарпланина, заминала за Србија и за Косово. Тогаш и се приклучиле многу наши луѓе, се со цел да се зголеми бројот на партизаните, а и крајот кој има своја карактеристика да биде секогаш на страната на победниците и секогаш домобрански да се однесува. Така да многу луѓе пошле во таа чета, меѓутоа, бидејќи немало доволно оружје, многу луѓе и се вратиле. Ова спомен обележи, во спомен на тие тешки борби и во тие партизански денови е изграден и пуштен во потреба околу 61 година. Тогаш, се сеќам, беше
komandant od Patar Bravi Đujo koji go otvori ovaj spomenik, togaž беше посетеноста голема, скоро цела општина Тетово или околија Тетово. И покрај плодното поле, сепак, традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил, гурбедиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција, речиси, и никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбол. Во 30-тите години на 20 век во овие градови имало преку 200 дуќани од различен вид, претежно кафејани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле вратничанци. Најголем дел од миграциите од селото се случиле по Првата светска војна, кога најголем дел од иселениците биле економиски мигранти. По 1924 година, кога се наметнале одредени квоти за иселеници од Источна Европа, многумина вратничанци се одлучиле за иселување во Канада. Во монографијата Вратничка енциклопедија, меѓу големиот број историски документи за печалбарството за ова село се наоѓа и дозволата за влез во Соединетите Американски држави од 1910 година на Геро Ѓорѓи Антов од фамилијата Степановци, каде што пишува дека доаѓа од Вратница, Македонија, држава Турција. Јас сум фреско сликар и иконописац Милорад Цветковиќ из Ниша. 2015. године сам упознao сада веќе сталне пријателje у Детроиту. Осликавao сам цркву Света Петка Вратница у месту Трой код Детройта. И на инсистирање свештеника Живка Кајевиća и Попадије Петкане, Борчета Čiljановskog i njegove supruge Vesne i ostalih meštana Vratnice, došao sam ovde da vidim ovaj prelep kraj i prelepu prirodu i još ne mogu da sredim utiske. Izuzetno sam impresioniran i zadovoljan šta sve vidim. Vidim da dolaze od tuda iz Amerike stalno preko leta, održavaju svoje domaćinstva, neguju tu tradiciju. I danas smo došli da vidimo i crkvu Sveta Petke u Vratnici i manastir Konstantina i Jelene. I evo sad smo došli do Belovišta ovde i baš sam prezdovoljan. Nisam očekivao da ću da vidim ovako prelepu prirodu i vrlo prijatne, predusretljive i gostoljubive ljude. Ja sam rođen 57. godine u selu Dubovu kod Žitorađe. To je Toplički kraj. Najviše znaju taj kraj po Topličkom ustanku i po Gvozdenom puku. Moj pradeda je učesnik Prvog svjetskog rata, Balkanskih ratova, Solunac, a za ljude u Detroitu sam čuo preko jednog ovog prijatelja iz Niša koji živi tamo, koji ih je upoznao, i kad sam se prvi put vidio sa ocem, sa sveštenikom Živkom Kajevićem, i ovom prilikom pozdravljam i oca Živka i Popadiju Petkanu i Živkovog brata Stojiljka Kajevića, i onda smo napravili dogovor da ja oslikavam freske tamo u crkvi. I već 5 godina unazad svake godine ja odem, freske se rade na platnu u Srbiji i tamo odem, to postavim na zidove, lepim, to je specijalna tehnologija. Kad uporedim moje selo i moj kraj tamo i ovo ovde, ova sela ovde su sela živa, više ima ljudi, iako su preko okeana, imaju kontakt, održavaju svoje domaćinstva i kuće. U mom kraju tamo od 500 domova, od 500 kuća zimi nema da se vidi dimnjak iz 10 kuća. Iako je blizu Niš, Prokuplje, ali zahvaljujući ovoj krizi omladina i mladi ljudi napuštaju svoja sela, svoje domaćinstva iz nužde.
Ајде една порака до сите наши соселани, сограѓани, не само од Македонија, не само од селото Вратница, туку и од цела Србија. Дали е добро, ако ништо повеќе барем еден ден, да се врата дома, да ги отворат оние зареѓени катанци, да се сетат каде се родили нивните дедовци и баби, затоа што многумина велат од родниот крај нема никаде. Pa ja mislim da i ti mladi ljudi koji su napustili svoja rodna mesta nisu zaboravili korene svoje. Znači, oni se uvek sete prezimena nekog čukun dede čije prezime nose. Sećaju se, morali su da odu, ali ja se nadam da će vremenom i da se vrate. Jer ja bar ne bi mogao da napustim. Možda sam i mator i star u ovim godinama, ali i kad sam bio mlađi imao sam prilike da odem u inostranstvo. Ja odem da nešto uradim, da zaradim i vraćam se opet kući. Vraćam se na svoje ognjište, vraćam se u svoje selo. Tako da mislim da je poruka mladim ljudima: idite, radite, zaradite, ali se uvek vratite tamo odakle ste otišli. Вратница уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите вратничанци. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а според пишаните документи, прв учител бил Ристо Рафаеловски, родом од селото Волковија, а бил учител во 2 учебни години, и тоа во 1899 и 1900 година. Во учебната 1900-1901 година во Вратница учителствува даскало Томо, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ВМРО, прв во Тетовскиот регион. Во селото Вратница учители биле и Ноне Захариев, Крсто Митовиќ, Симчо Стојановиќ, Ристо Антич, родом од Србија. Кога секој добронамерник ќе дојде во Вратница и кога ќе прошета низ селските стокачиња и пачиња, иако ја нема старата традиционална македонска чарческа архитектура која ја имало во минатото ова село, иако ги нема старите кујчи кои се карактеризирале со тоа што сите биле со приземје и кат, а приземјето иззидано од камен, а катот изграден од цигла, опашен со вертикални, хоризонтални греди и летви, а на нив ковани штички или се испреплетувале прачки, кои биле малтерисани со глинена кал измешана со слама, а катот служел за живење, каде што секоја куќа имала задолжителен чардак и огниште, а во составот на чардакот се наоѓале амбарите за жито, а во приземните простории на куќата се наоѓале просториите за чување на добитокот, иако ги нема селските дворишта, некои поголеми, некои помали, оградени со дебели големи џидови со големи тешки порти, сепак ќе се одушеви што старото одамна му остапило место на новото, на новата современа урбана архитектура налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните од селото Вратница, на чиј современ градски живот можат да и позавидат и некои помали градски приградски населени места во Македонија. Мештаните од селото Вратница ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Вратница, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите
Вратничанци по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви доловам во наредната документарна емисија за селото Вратница.